Новата влада на Истокот ќе остави стотина сегашни раководители без фотели и високи плати. Поголем број функционери на државни институции веќе ги пакуваат личните работи од директорските кабинети. Ова секако се однесува на институции кои се во надлежност и под директна контрола на државата, од типот на државни средни училишта, болници, здравствени домови, центри за вработување, за социјални работи, подрачни единици на министерствата, национални институции од областа на културата и слично. Некои од нив на функциите се повеќе од 10 години, некои таму дојдоа неодамна, но судбината на сите веројатно ќе им биде иста, доколку новата влада не покаже широчина и не направи разлика меѓу чисто партиските кадри и оние способните. Досега таква разлика не направил никој, па малку е веројатно дека тоа ќе се случи и овој пат. При секоја смена на власта, со сувото секогаш гори и суровото. Ова, меѓу другото, е и така зашто партиите досега секогаш сметале дека за спроведување на програмите за кои добиле доверба им се потребни истомисленици. Но од друга страна, во сите партии има кадри кои сега очекуваат награда за вложениот труд и партиски ангажман, а наградите секогаш се високи државни функции, најчесто директорски позиции. За да можеме да продолжиме во договарањето за другите аспекти на поставување на контурите на владата, како што се замениците, директорските места во јавни предпријатија, агенции или слично, и распределбата на она што значи експертска поставеност во вклученоста на владините органи. За сега во јавноста не се споменуваат многу имења за одредени позиции. Исклучок е клиничката болница во Штип, каде веќе се споменуваат имењата на председателот на СДСМ Владимир Милошев и поранешниот пратеник хирургот Ален Горгиев. Во чаршијата се споменуваат уште неколку имења од лекарската фела, но овие две се најчесто споменувани. Сепак, се е уште во доменот на предпоставки и нагаѓања, но дека нема многу да се чека за раководни промени секаде е повеќе од јасно.